кои цвеќења и украсни растенија се најпогодни за одгледување во летниот период и кои најдобро ги поднесуваат високите температури? Да, прашањето е на место. Токму така има многу растенија кои што се многу отпорни. Ако тргнеме од тоа дали се тоа на тема цветниот расад срделите, тагетесот, џунџулето или пак бегониите за полусинковите позиции, па понатаму ако ги земеме во ред грмушките како смреките, многу видови на туи и други зимзелени грмушки, она што е многу важно на оваа тема е пред да го посадат растението на соодветното место гледачите, треба да ги знаат неговите карактеристики, дали е соодветно за таа позиција, за тие почвени услови, секако да испитаат почвата и нормално секое растение кое што ќе му пружиме макар минималната нега на соодветна позиција, ќе го даде својот максимум од себе. И она што е најважно е, да речеме, одредени правила за нега, нели, на цвеќињата и растенијата. Да. Кога е најдобро тие да се полеваат, колку често треба да се прихрануваат и да се заштитат од високите температури? На таа тема има две правила. Вообичаено време на поливање кога имаме високи температури е наутро или навечер, кога немаме високи температури. Меѓутоа кога одгледуваме цветен расад во саксија и доколку приметиме дека водата е пресушена и растенијата венат пред наши очи, тогаш нема погодно време. Погодното време е сега, веднаш, одма. Бидејќи секое задоснување од половина час или 1 час може да предизвика трајни последици кај растението. Така, во тој контекст потврдувам, најдобро време е за поливање наутро и навечер, меѓутоа ако го препуштиме и пред наши очи венат растенијата, моментот е сега, веднаш, значи независно колкава е висока температурата. Па затоа и кои најголеми грешки најчесто ги правиме при одгледување на цвеќињата и украсните растенија и кои се вашите совети како ќе им помогнеме на љубителите на цвеќето да имаат раскошни и здрави растенија во текот на целата сезона? Да, многу прашања во едно. Каде се најчестите грешки? Можеби растенијата не сакаат нагли промени или нагли стресни ситуации. Во смисла, ако некое растение сме го одгледувале во полусенка или сенка, било во саксија, па одеднаш сакаме да го збогатиме просторот и го изложуваме на директно сонце, иако растението генетски поднесува сончева светлина, меѓутоа не било адаптирано и може да дојде до изгорување на неговите листови. Или пак секое растение дава знаци, ни дава симптоми, доколку му се лепат листовите, доколку видиме инсекти на него или лазат мравки, значи веројатно е нападнато од некои штетни инсекти, па треба да делуваме, треба да реагираме со одредени препарати или пак доколку приметиме жолтење на листовите. Треба да веројатно станува збор за хлороза, недостаток на хранливи материи. Доколку сме во состојба да ги наблюдуваме, да уживаме и да им се радуваме на растенијата, тие нас ни даваат знаци што во одреден момент им фали и што треба ние да направиме за да не подобриме нивната состојба. Тоа што е најважно на растенијата им е потребна нега, љубов и внимание. Тоа е најважно. Тоа е правило за секое живо суштество, апсолутно и за растенијата. Да. Ви благодарам многу за одличните совети. Да, ми беше задоволство во секој време.